како млад човек може да работи да функционира во Македонија и да не се одсели од Македонија. Вие дечки живеете во општество кое што е базирано на мудрост. Што е мудрост? Какво е тоа општество на мудрост? Ја предавам маркетинг. Ако ние не сме тие кои што се менуваме, не пропагираме нови, па кои и види. Ја работам со млади луѓе, 18 до 22 години. Тие на моменти млади луѓе знаат и повеќе од мене. И тоа е сосема окей. Next Gen Podcast. Како? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. Одберете неограничен веб хостинг пакет од Zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Zemi.mk. Поврзете се со Македонија. Гледате епизода 55 од Next Gen Podcast и секогаш кога ја правам најавата, гледам на камерата, микрофонот контри, не се слуша што зборам, ама сега нема да ја направам таа грешка, а сам да ви се заблагодарам на сите 55 епизоди. Ми делува како вчера да правевме јубилеј за 50 и како вчера да се спремав Димитар за 50 колку голема ќе биде и баш споделив со тебе и со Владко. Приватно колку ми значи, нели 50 епизоди да се допре, сега 55-та и огромна чест имам што денес ти си ми гостин, воедно мојот гостин да ве запознам сите. Димитар Јовевски, професор при Економскиот факултет Скопје. Димитар, здраво. Здраво и баш е огромно задоволството. Дојде редот во 55-та, одлична е бројката да видам ја на гостин кај тебе. Многу ми е мило што ја прифати понудата да бидеш гостин денес. Конечно ја и ти некако да седнеме. Прво ти ме покани мене да бидам гостин кај тебе на едно предавање доста интересно, ќе го спомнеме и тоа. И сега мислам дека беше ред и на мене, на некој начин да се обложам и денес ти да дојдеш во Next Gen Podcast. Да те прашам како си прво, сакам сега со тоа прашање да ги прашам гостите, иако сите сме у гужва, у хаос, значи луѓето да може да осетат како доаѓа до ова снимање, колку е турбулентно. Фала ти на прашање, одличен сум, доста исцрпувачки ден, ама го заокружувам со гостување тука кај тебе и се надевам дека и гледачите ќе уживаат. Да, мислам дека е подобро вака денот кога ќе почне очигледно турбо и са бајле се слушнавме дека е веќе денот турбо, боле до крај скроз со сите сите ресурси и прво сам да ти се заблагодарам и што беше на мојот настан во вторникот. Фала ти многу што дојде и цел тим на Pixel. Ти си воедно еден и од управниот одбор на Pixel. Поздрав и до твоите партнери, мои пријатели исто така. Фала ви многу што дојавте. Фала ти за поканата, одличен настан, толку публика, јас сум воодушевен, имаш одличен разговор и одлични поенти, секоја чест продолжи натаму и го имаш нашиот сапорт цело време. Фала ви многу за поддршката, стварно од сам старт си помагаме на некој начин. Вие одскоро влеговте во Евентика, како Евентика, нели заедно со Огнен, со бизнис мрежа. Не знам сега колку си ти лично вклучен во тоа. Претпоставам дека немаш премногу време на таа страна. Генерално не сум многу активно во тој проект, бидејќи времето е тоа. Нема тама партнерите се вклучени конкретно тоа, ама настаните се голем предизвик, така да ти имаше прилика да организираш еден, колку таму 400 луѓе беа на настанот. Можеше да видиш одблиску на што се случува. Ми беше, ама овој беше многу по. Да, дефинитивно има многу нијанси и тоа е многу чудно. Го коментирам ја, обично на такви настани не знам, 40-50% од работите се случуваат во последните 10% од времето или во последните 2-3 дена се случуваат на пола од работите, се решаваат тоа. Последните 24 часа се критични. Да, критични се, така да веројатно тоа е навиката и културата на во Македонија и на компаниите и на ајде да кажам чинителите, така да доста може биде стресно. Апсолутно, искрено. Се уште некако сега сме петок, снимаме во петок, вие гледате во недела, беше пред 3 дена настанот и уште скроз не ми се ни слигнати ни импресиите, ни што всушност се случи и како се и натака да се тера што да се подобри, нели нормално има и доста работи што треба и да се подобрат, како и за се нели во животот. Треба да се гледа следното да биде подобро. Се од каде бија почнале оваа тема, првично тоа зашто ние прв пат прочем се и запознавме. Тоа се твоите студенти, факултетот кој го представуваш, имав можност да гостувам пред полн амфитеатар, не знам колку собира таму, 120-150 луѓе. Тој собира на околу 250, ама сигурно околу 150 на беа. 150 на присутни. Да. Прекрасно искуство инаку. Фала ти уште еднаш за поканата. Ајде сега да почнеме од таа страна. Вака лично прво сам да те прашам, бидејќи мене твојата работа и моментот кога видов
колку се позитивни студентите и колку има некоја добра енергија и ти каква имаш развиено со нив, посебно некоја врска што е многу нормална и многу природна. И ме интересира какво е чувството да се биде професор, како да се работи со млади. Мислам, предпоставам кој одговорат, ама ајде сакам од таа тема да почнеме. Вака, ајде можеби да ги запознаеме гледачите, прилика да кои не ме знаат да ме запознаат. Генерално ја имав среќата да и можноста да студирам надвор во западна европска земја и да го видам тој систем како функционира. По завршувањето на студиите се отвори можноста и започнав да кажам професионалниот развој на економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи тука во Скопје и поминав сите патишта. Почнав како помлад асистент, па асистент, па доцент, па вонреден и денеска сум редовен професор на катедрата по e-бизнис, каде што покривам моментов три области. Мојата фокус ми е дигиталниот маркетинг, маркетинг преку социјални медиуми и делот околу веб дизајн. Како е да се биде? Јас се сметам дека сум, ајде да кажам, професор од таа така наречена понова генерација или помлада генерација, каде што имав можност заедно со уште голем дел од моите колеги да студираме надвор, да видиме како функционира во западноевропските земји. Генерално сите позитивни практики се обидуваме цело време да ги донесеме тука кај нас, но нормално да ги адаптираме во македонски услови. Тоа што ти беше како експерт, како практичар, како човек од пракса, да представиш пред студентите е нешто што се случува секојдневно таму некако надвор и генерално ја не измислив топла вода. Тука едноставно кај нас им беше многу пријатно на студентите, многу невообичаено на некој начин. Тоа е нормално, тоа е нормално така да биде, бидејќи генерално на концептот на кај што како го организираме тоа предавање е дека наметнувам дека многу е важно да се види каква пракса функционира работите. Ако не се лажам, ти им покажуваше продукција, видеа, зборевме за кратки вирални видеа темата беше. Како се прави едно кратко вирално видео, како се организира све и како да кажам, фидбекот после тоа беше на некои од наредните предавања во неколку навратите спомнавме, односно така да има влијание таа можност на тие студенти покрај тоа што нели имаат учат теорија, предавам некои теоретски концепти, да го чуат од пракса како е. Уште ако има некаков проект тоа да проба да го тестира, да го применат, се случуваат чуда може да се десат. Генерално како да кажам, ние како институција, јас како професор, имаме обврска, должност пред се, значи тоа е мојата лична мисија, да што повеќе на тие млади луѓе кои што доаѓаат, во денешно време не е само доволно да научат 10 дефиниции, 100 подолби, него мора да видат и практични аспекти, бидејќи прединамично ни окружувањето. Тој кога излезе од економскиот факултет, ако не видел ништо од праксата, реално ние сме според мене имаме промашена целата негова едукација во тие 4 години. И особено тоа ми е ајде да кажам, ми е дел од мисијата за која што постојам и функционирам во рамки на таа институција и ти беше дел и имаше. Јас мислам дека го скршив мразот кога почна во таа претходната година. Мислам дека беше прв со тебе отворив. Гордан. Гордан од Сакаш, да го поздравив. Поздрав и до него огромно. Да, ти беше првиот кој вако и генерално ти гостуваше на предметот маркетинг преку социјални медиуми. Таму е концептот, нешто што го терам го развиваме во рамки на тој предмет. Имаме тоа спаѓаше во кој предмет? Маркетинг преку социјални медиуми. Имаме ние на факултет 15 недели предавања. Негдека таму после првите 2 недели ја почнувам, значи има околу 12-13 гости предавачи. И студентите знаат, во среда кај мене има гостин предавач кој што доаѓа од пракса. Интересно им да дојдат и плюс со некака конкретна тема од областа, кој што ќе раскаже некоја приказна. Ланската година, она кај што беше ланската, усвои година беше, не беше семестарот минатиот. Темата ми е како да се успее од Македонија. Ти си за одличен пример, со ова што го работиш тука со подкастот, како млад човек може да работи да функционира во Македонија и да не се одсели од Македонија. Значи, покрај тоа сакам да им покажам на младите луѓе дека има тука можност да работат, да креираат и да создаваат и да бидат успешни и од Македонија, и да работат и надвор. А последниот нас што го направи е доказ дека ти од Македонија шириш многу пошироко во регионот. Фала ти многу и дефинитивно секоја пофалба за самиот концепт и често ние знаеме и приватно доста да не кажеш на таа тема, значи
доста кај нас општо со доста луѓе знаат да се црнат работите, често нели ако почнеме од здравството, него било образованието, него било, нели сакаме да си црниме и факт е дека доста работи мора да се сменат кај нас на поле здравство, образование, нели на секое поле што го презентираме јас ти и секој што шета и што е во некоја улога во општеството, а не само нели со прст ово и слично. И ама дефинитивно треба да почнеме и од некои мали работи или некако да делуваме со тоа што го можеме, да не одиме на таа црна страна и Глеј, не знам како став имаш ти на тоа, многу ме интересира. Ставот, секој може, апсолутно се сложам со тебе, само ќе те надополнам. Секој треба да допринесе во неговиот домен. Јас сум професор на економски факултет, значи работам на најдобрата високо образовна институција во областа на економија и бизнис. Чисто е за гледачите да кажеме некои бројки на кои што особено сме горди. Оваа година економски факултет запиша најмногу студенти на ниво на цела Македонија. Го претркав ти финки. Повеќе од финки, повеќе од медицина. Во Македонија има 27 економски факултети. Економски факултет Скопје при Универзитетот Свети Кирил Методи запиша 2,5 пати повеќе студенти од сите останати заедно. Нешто над 700 студенти има оваа година. И тоа е одлика на работата на менеджментот на факултетот во изминатиот период, на новиот менеджмент и тоа што планираме да го правиме и све што работиме внатре во рамки на таа институција. Сите иновации во рамки на програмата. Сега сме во процес на сериозна акредитација интернационална, бидејќи знаеш кај универзитетите, односно факултетите, за да покажеш колку си добар и каде си, ти треба некако надворешно тело, да признание, тоа се вика акредитација. А ние работиме на сериозна америчка акредитација, веќе сме длабоко влеземе во процесот. Ја очекувам дека успешно ќе завршиме за 2 до 3 години, каде што се мери и какво е курикулумот на наставната програма, колку има поврзано со бизнис заедницата, алумните на факултетот, интернационалните, нивото на објавување, работа, истражување, така, значи многу аспекти, 5 пилари се сега да не должам многу. Да се вратам на прашањето, да го губиме фокусот. Секој во својот домен може да допринесе за добробитот на државата. Јас како професор, апсолутно фокусот ми е да едуцирам, образувам млади луѓе кои што ќе творат и ќе живеат во Македонија. Многу ми е тешко кога си одат од Македонија. Верувал или не, еден од посериозните конкуренти на економски факултет при УКИМ, мој економски факултет од Љубљана. Замисли? Значи таму одат кобират. Значи он завршува средно, таму е бесплатно исто како кај нас, релативно бесплатно студирањето. Знам доста одат и абсорбира тој цел универзитет, абсорбира сигурно последните бројки што ги имаме, сигурно преку 100 до 200 луѓе абсорбираат наши. На годишно ниво, што се запишуваат по различни факултети, на економскиот пак сигурно 2-30 луѓе некои години назад имало ако според моите информации до 50 на луѓе се запишувале во Љубљана. Така да секој во својот домен апсолутно може да помогне таму каде што има најголема експертиза. Мојата мисија како професор е покрај, образовниот процес во ова денешно време, бидејќи ја работам и истражувам веќе 18 години многу интересна област. Работам на департман кој што е веројатно и најбаран. Последните 3-4 години е најбаран на економски факултет, тоа е електронски бизнис кој што представува комбинација од маркетинг, менеджмент и IT аспекти. Бизнис, така. Да, бизнис, електронски бизнис. И таа комбинација на маркетинг, менеджмент и на IT аспекти дава креира еден уникатен кадар. Уникатна профилација која што на пазарот многу е голема вработливоста. Последното што го зборевме со деканот е дека на ниво на економски факултет над 60% се вработуваат во првата година. Значи, вработливост е над 60%, а на електронски бизнес, според информација која што имам, над 80% во првата година наоѓаат работа, тие што дипломираат. Така да, не е проблем за работа. Проблемот е сега како ние да ги донесеме тие млади луѓе да уживаат во тој цел процес, бидејќи на крај на денот, животот не е само да се учи, него има повеќе аспекти и да останат да творат и во Македонија, да успеат тука од Македонија надвор. Ајде да кажеме во 2 реченици кажав што е мојата цел и што правам. Има многу проблеми на патот и меѓутоа нема откажување. Јас како оваа позиција која што имам во општеството, максимално се трудам да допринесам што подобро,
ајде еден од аспектите е вака носење на дворечни улоги, практичари кои што гледаат, значи комуникација со бизнес секторот и општо јавно експонирање, зборење на темата, Апсолутно, ова што го правиме денес, апсолутно. се мислам многу важно за секој, нели, општо факултетите имаат можеби некоја стигма од претходно дека знаат да бидат како малку затворени, нели, да се вслучува околу факултетот, све внатре во факултетот. Сега вакви информации, нели, некој би рекол со економски факултет нема шанси да најдеш работа, нели, на улица сега прашаме 10 луѓе, 8 би го кажале тоа, факт. Од друга страна, ти на терен и по вашите анализи е друга ситуацијата, по тоа што може да го видам погласи исто така барањето за маркетери, економисти е се поголемо, така што Генерално, да, допрва ќе доаѓа проблемот со таа работна сила, меѓутоа, знаеш како, ја пак ќе кажам, јас сум таа некоја понова генерација на професори кои сум се образувал надвор и сум видел што функционира и што не функционира. И јас сум решил да се вратам во Македонија, значи сум имал можност да останам таму негде, меѓутоа сум решил да дојдам и да работам тука и да творам во нашата држава, бидејќи таму секогаш си негде странец надвор. Секогаш веројатно ќе бидеш граѓанин на вториот, можеби твоите деца ќе бидат граѓани на тоа општество, каде да се отиде во зависно која земја, но не и се. Мора да се биде отворен, според мене, и како професор отворен за промените кои што се случуваат во окружувањето. И според мене не смее да застане па и професорите од концептот на lifelong learning. Во мојата мантра на функционирање многу е важно учењето, значи континуирано учење. Значи ја лично цело време се надоградувам. Важна е синергијата, бидејќи индивидуата во таква, поготово ваква институција како мојата, ти како индивидуа можеш да правиш, меѓутоа имаш огромна, сепак е тоа држна, јавна институција која што има многу ученители кои што мора да бидат подесени синергетски за да движат. Има систем некој подесен. Да, во спротивно не можеш да делуваш. Така да во таква некоја синергија може да се движи надвор и сега она што е огромен предизвик со кој што се соочуваме сите ние е брзото движење на технологијата, особено, ајде да кажеме, јас кога студирав, муаветот беше на долг рок е циклус е 5-7 години. Денешно време комодно можеме да кажеме долг рок е 1 година. Мислам да ги релативизираме работите. Што се дешава со вештачката интелигенција? Колку брзо застарува одредено знаење? Колку брзо умираат нови работни позиции, се отвараат нови профилации и вештини. И сега мене ако ме прашуваш, ние имаме многу важна улога, поготово во тој дел на високо образование, пошто голем дел од младите генерално сите идат на факултет, да им отвориме одредени видици, меѓутоа да им покажеме како све тоа да склопат и да бидат ефикасни, ефективни, бидејќи во днешно време не е доволно само ти да знаеш да користиш некоја, не знам, алатка за вештачка интелигенција, него како да бидеш конкурентен. Да. Како да ги склопиш работите? Како целиот пакет да го имаш? Да, целиот пакет. И тоа е многу тешко, значи ја цело време се будам и се заспивам со тоа кои се тие работи кои што ние треба да се направи институцијата, чинителите за да ние вадиме што поквалитетен кадар кој што ќе остане во Македонија. Ќе работи тука и ќе ги прави поконкурентни нашите компании. Сакам да те надоврзам на дело што спомна дека во твое време 6-7 години било долг период, сега спомнавме година. Сакам само да кажам за предавањето, ние што го имавме на април до мај, јуни, јули, август, септември, октомври, значи 6 месеци точно. Тоа е веќе outdated. Тие работи што ги зборевме, сегментот на околу алгоритмот, хаковите што ги правевме, некои ситници, нели насловот првите 3 секунди. Например, може тие генералните работи се останати, ама повеќе околу тоа алгоритмот, нели како го проценува контентот, колку фреквентноста на контент и слично, тие се сменети, а тоа беше во април. Да. Значи веќе малце е лудо и загрижувачки, така што најбитно е тоа е новата реалност. Мислам дека многу искрено, сега да не е како да те фалам, ама многу добро видов дека и студентите тоа знаат да го поистоветат, што и ти на самото предавање, например, знаеш, многу работи се отварат, многу подтеми фаќаме и самите тука некој брейнсторминг се прави со студентите и мислам дека тоа најбитната за еден маркетер или за еден ајде сега ќе се држиме до маркетинг и нели посродно и за мене, повеќе може да се најдеме. Мислам дека е многу битна тој нели таа љубопитност и мака секое копче да те занима. Офативме дури имаш интересни прашања, некои студентите беа и сака и да испровоцираат со многу понапредни прашања, отворивме птен работи, што стварно личи да се зборат и стварно е
Убаво многу. Не, дефинитивно. Мислам, тоа е нормално. Нели, спомнавме бројка, мислам дека на тоа предавање имаше на 150. Ја ти гарантирам од тие сигурно 130-40 беа топ деца, секогаш има некој кој што е нели таму за присуство, за оцена овако и тоа е нормално, сега како има тоа постои на факултет, секогаш тоа државна установа. Меѓутоа генерално веќе предметот кој што беше ти, тоа се веќе трета, четврта година студенти, значи веќе се само свесни, знаат што е како е, веќе малтене се веќе пекирани од компании дека да работат, така да нормално е тоа. Мене тоа ми е секојдневие и дури би изненадување ми ако не се предизвика таква интеракција. Да, секоја чест и се надам дека ќе повториме во некоја следна прилика, ќе смислим нешто што е актуелно. Сега што би било веќе се е толку нешто најверојатно нешто со AI сега како имплементација, тоа што го зборевме околу како да се склопи целиот пакет, бидејќи се има 1000 алатки на располагање и веќе чудно е како што да пробере човек. И се некако влезе по тоа кош на AI, па се ушен сами некако го дефинираме што е, како е. Да, многу предизвици. Језива тема. Многу предизвици. Споменав неодамна во една прилика, знаеш која е мојата некоја, ајде да кажем, приказна која што ме раскажувам на студентите. Вие дечки живеете во општество кое што е базирано на мудрост. Што е мудрост? Какво е тоа општество на мудрост? Ние, јас и ти, студентите, окружени, сме бомбардирани со информации. Овој канал, оној канал, ваква мрежа, овој AI, оној AI, ваков пакет, онаков пакет, ваква интеграција, овој пайплайн, оваа комуникација. И ти треба да бидеш мудар, што е тоа што функционира за тебе, како индивидуа, твојата компанија, твојата институција, твојата земја, твоја Македонија. И за да бидеш мудар, да избереш, ти треба доста добро, ја го викам domain knowledge, темелот. Да, македонски домицилно знаење, клучно знаење, основно знаење, бидејќи тоа е основата, нели, вештачката интелигенција, малце задревме, може забегавме од тема. Добри сме. Да, ама основата си е таа, да, всушност треба да се следи основата. Да, мора да се седне тоа, да се види, да се абсолвира, за да ти имаш доволно круцијално знаење, domain knowledge, за да можеш ти да ги менаџираш и да бидеш мудар. Бидејќи тоа им го кажам на студентите. Дечки, вие доаѓате, прво предавање го слушаат кај мене во втора година, имате и трета, па и четврта. Викам, ова сега што го слушате во втора, веројатно до четврта пола нема да важи ова. Пола не важи. Класичен пример. Ти кога беше вако, го спомнавме TikTok немаше адвертайзинг, ја го почна адвертайзинг во Македонија пред 2 недели. Да. Така? Да. Буквално. Така, значи не важи. Нема ни 6 месеци. Да, нема ни 6 месеци. Значи и сега веќе кога имаш ти не може да очекува такво готово знаење, значи не е многу е темата што се менува, не е како медицина, па млади човековото тело веќе се откриваат нови работи, па поекзактно е, нели? Ама поготово кај маркетинг и слично, многу потреба да бидат спремни новати што спомна сега. Дефинитивно, значи мора бидат прилагодување. Умовите да бидат отворени. И сега кога ја тоа им го имам на студентите, нели, се преска тоа што ме праша како е да се биде професор или како институцијава, мораме ние како професори да бидеме отворени. Мислам чисто мислам дека економски е прва институција од овие образованите каде што во институцијата купува и плаќа лиценци за вештачка интелигенција. Тоа сакав да те прашам, каков е односот на факултетот како институција спрема таа тема, се зборувате на таа, како функционира општо кога нешто е ново кај вас? Ние сме поготово за вештачка, ние сме максимално отворени. Ние не можеме, гледате, не можеме да се вратиме назад времето, сега леле нешто не го знаеме како ќе биде и да го забрануваме. Апсолутно, ја не сум преврзаник на тоа. Максимално сме отворени. Но ја како професор морам да се адаптирам, да не се злоупотребува таа во образовниот процес, така тој тип на технологија. Значи до мене ја како ќе го организирам и испитните прашања и организацијата на работа, при тоа да не се користи злоупотреба. Да се користи во добра насока. Ние како институција апсолутно сме отворени, има поддршка од топ менеджментот и ти спомнав, мислам дека сме прва институција која што веќе е процес на купување лиценца за вработените ваков тип, нели? Не сме ние класичен бизнис компанија, туку образовна институција, државна. Значи институцијата сама за себе го прифаќа и го прифаќа како едукација спрема студентите. И во двете насоки планира да оди со тоа. Ама глеј, неминовно е тоа. Неминовно е.
Поготово институцијскиот дел, тој тие бирократии како и да оди Секогаш тоа има- често на факултет знае да има биде малку бирократија, глед, има комплицирано. бирократија, тоа е вако се трудиме колку што Документи. може да се оптимизира и да се дигитализира тој процес и еве се работи во контекст последните години, има дигитализација насока. Има напредок на тоа поле? Апсолутно, да. Сега глед, има и некои одредени законски решенија кои што фиксираат дека мора да има хартија, дека за некои работи пријави, потписи и такви некои ствари, меѓутоа, нели, не остано за некои нови законски решенија подобри и така натаму, кои што натаму иде, па еве, гледам и владата силен фокус има на дигитализација, ме ново министерство, нов министер, да. Стефан. Да, со министерот Стефан, така да дефинитивно тоа мора да се движи. Но како институција види, ја ќе тргнам од мене. Ја предавам маркетинг. Ако ние не сме тие кои што се менуваме, не пропагираме нови, па кој Се согласувам 100%. Кој друг во рамки на оваа институција. Значи, тоа се очекува да се следат тие некои трендови. И види, ја работам со млади луѓе, 18 до 22 години. Тие на моменти млади луѓе знаат и повеќе од мене. И тоа е сосема окей. Во процесот учам и ја. Двонасочно е, така? Тој процес. И ако јас застанам со надограда, незатворен сум во промени, прво, јас ќе се изолирам, Тешко да функционира тоа. предметите мои ќе се изолират, катедрата моја, институцијата моја ќе се. Значи, ние не смееме да затвараме. Не смееме да затвараме затоа што премногу динамично зборам. Верувам за сите дека важи тоа, ама Апсолутно, да. Ама поготово, глобален да, процес е да. ова. Значи не можеме тоа, погубно е за институцијата, Да се затвори. внатре ентитетите и професорот или луѓето кои чинителите. Така, дефинитивно. Димитар, сам да отвориме на интересна тема. Мислам дека и на крај на предавањето ја начнавме околу улогата на маркетери. Што е тоа денес маркетер? Ме интересира колку е сменето. Значи ти прв пат, веројатно пред некои 20 на години си навлегол во таа тема, предпоставам ќе ме исправиш. Како изгледаше тоаш маркетер? Кој беше дечкото со што работи маркетинг, кој е денес модерниот маркетер? Сега има некој израз. Јас се представив на предавањето дека се сметам како некој вид на full stack маркетер, сега тоа се појавува некако повеќе единици во една склопени, па тука и ќе го отвориме после тоа само ќе се наметне и бизнис концептот. Како изгледаше улогата маркетер пред 15 или 20 години кога ти прв пат почна да навлегуваш и денес и дали се менува, колку се смени, како се смени? Се менува. Многу се менува. Прв ми за светски таму маркетери, многу интересни. Да, имаше интересантни теми. Како беше? Дефинитивно тогаш пред едно 20 на години беше многу пофокусирано, денеска е многу по мултитаскинг, многу пошироко. Профилирањето кое што јас обидувам да го правам е да ги возбудам со знаење студентите во повеќе области, во повеќе теми маркетингот, дигиталниот маркетинг. Заедно со технологијата внатре, електронски бизнес, кој што во него внатре како маркетинг влага како негово подмножество, има многу сегменти. Имаш оптимизација, search engine оптимизација, имаш email маркетинг, дизајн, контент, 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 аналитика, показатели, KPIs или што... копирајт. Да. Копирајтинг. Па имаш после тоа вако касика. Рекламирање. Адвертајзингот. Па Paid. Да, па PPC, па не PPC, па не. Нема крај. Да. И сега што се случува? Ја не можам да знам се. Ниту веројатно ти не можеш да знаеш. Не постои човек што може. Мојата улога е ја да ги направам excited, да им дам основата, да донесам специјалист како тебе за видео, да донесам специјалист за PPC, да донесам специјалист за SEO, да донесам специјалист од пракса да видат имейл маркетинг, да донесам e-commerce за онлайн продажба, онлайн селс. И тие да видат што ги возбудува и ако решат да работат, кога дипломираат, работат маркетинг, дигитален маркетинг, да одберат некаква специјализација. Генерално сегде во светот тоа се провлекува низ годините, специјализацијата е многу важна. Тие се специјализираш, особено за амерички пазар, сега нели ако пробуваат изгледано, таа специјализација е многу важна. Веројатно тука за Балканот и за Македонија маркетерот мора да биде мултитаскинг, мора да знае многу работи. Знае се. И што треба и што не треба, од некои работи, али па од друга страна, па ќе кажам, Ами па и така почнува некако патот. Дефинитивно. Не е лошо и тоа, мислам, и да го видиш целиот сегде да дзирнеш и после нели да си ја најдеш
Дефинитивно, како што кажав, ние не е бизнис, профилот кој што го градиме на студент е му даваме многу широко знаење. Има многу познавање од маркетинг, многу познавање има од иновации, иновации, IT и исто така менеджмент аспекти, бизнис процеси и така натаму. И тој има доволно време, 4 години да види што е тоа што го прави, што го возведува и во која област сака да работи. Дефинитивно има многу полиња каде што може да се работи. Така да не знам што ти одговорам вака во две речени. Значи сменете маркетерот на многу начини. Многу е сменет маркетерот, треба многу работи аспекти да знае, и све зависи, знаеш, тука многу има и карактерни особини и компанијата. Што е тоа што го како човек те возбудува да го работиш. Бидејќи многу е важно да уживаш дека го работиш. Што ја викам и на студентите. Океј, студирањето, ама уживајте дека студирате. Имате забава, бидејќи генерално нема како поинаку во еден момент кога се презасетиш и ќе дојдеш контраефекти се случуваат, да не би сакал да идеме во таа насока, да што се случувало и одредени бърнаути и така натаму. Дефинитивно, бидејќи самиот процес, нели, факултетот колку и многу е добар пристапот твој и го поздравувам во секој случај, тоа да ги заинтригира и да им покаже што све прават маркетери во светот, тоа нема подобар начин да сакат да учат. Сега веројатно на факултет си има и доста материјал, сега сигурно пак е Не, има се учи теорија, не мора некој теоретски. Доста сериозен факултет. Тоа да кажам, ја книгата што издадов за маркетинг пред социјални медии, таму е се основните концепти кои што тие се вечи не се менуваат. Значи, која е структурата на еден social media marketing план, кои се аспектите, сега контентот дали бил во Canva, AI или во Illustrator, тоа се веќе работиш овако. Меѓутоа концептот дека имаш, не знам, содржина имаш за информирање, содржина имаш за интеракција, имаш содржина за продажба, тоа останува не се менува и пред 5 и веројатно наредни 5. Тоа мислам дека не е сменато. Тоа сакам да кажам. И најбитниот сегмент веројатно што може да го извадат од факултетот се тие основите на маркетинг. Јас се повеќе како навлегувам од овие трендови, искрено ти кажам, сум заситен веќе и сваќам дека голем дел се и пропаганда трендови и слично, дека основите всушност со маркетингот. Тоа и малце што опфативме на самото предавање, дека всушност ти како препознаш, нели, како еден маркетер проблем на човекот, како му го пласираш решението, тие се вечни, може 1000 години пред да постои професијата. Добро што спомнува, имав една прилика сега се дружам со средношколци, му го поставив исто прашање кога ќе направите пари. Ете кога вујко ми од Америка, ќе ми пуштиш лепар. Да, ќе ги наследам од вујче од Америка. Добар план му е тоа. Кога решите проблем, а притоа има некој да плати пари за тој проблем. Многу едноставно. Вака звучи многу едноставно, пракса е. Во светот прифатено. Да, кај нас се и тоа уште, нели, ние сме малце, може и треба и на менталитетот полека се повеќе да работиме. Да видиме дека се возможни работи. Да, па се менува дефинитивно пазарот и мене ми особено драго. Пред спомнати 7-15 години генерално немаше ни многу малци имаше дигитално маркетинг агенции. Ја цело време ги охрабрувам студентите мои, завршете во овие добра можност и одлично место каде што може да се пробате да креирате бизнис, пошто многу е според мене стожерот на македонската економија се малите компании. Над 97% од компаниите се мали компании. Да. И ги тераме студентите да работат, да отварат бизниси и од тогаш до сега имам многу повеќе се раѓа многу компании што особено ме радува. Имам многу студенти мои кои што основале компании кои што тоа го работат и тоа допринесува за развивање пазарот, а тие кои што веќе нешто работат, тие не може да застанат, мора да идат напред и да апсолвирате. Ти спомна што ќе биде се наредниот настан. Ајде да видиме сега кој ќе биде next milestone. Многу ме интересира. Да, веќе е спремно, после ќе ти кажам, само не сме јавно, иначе договорено. Да, лудо колку се менуваат работите, стварно мислам и ова се вторник што се деси, факт е, мислам на страна ја што го организирав и општо колку луѓе дојдоа, колку луѓе поддржаа, колку луѓе купија карта, спонзори и слично, стварно е лудо за, знаеш, колку луѓето веќе имаат некое. Да, дефинитивно. На страна од тоа што јас сум инволвиран од трето лице скоро. Види, изминативе години имав прилика заедно со Владимир, поминавме низ регионов. По настани. Да, по настани. Генерално македонската сцена е многу сиромашна со луѓето се желни за настани. Луѓето се желни за настани. Тоа е прва работа и се појавуваат последнава година дена се појавуваат повеќе настани што особено ме радува. Особено ме радува за да и генерално
На тие настани, ја максимално се обидувам да бидам присутен секаде, на тие настани доволно ми ја 2 реченици нови да чуем, да видам. Исто тоа го кажувам на Значи, сите. доволно е тие 2 реченици. И утре да ги употребиш некаде? Тој вако бректор. Не знам да се сеќаш на Јасмин Илич. Да, на Socialize. Да. Дечкото за LinkedIn Да, за предавањето. LinkedIn. Значи тоа што го кажа тие Две работи за памтив. Да, 2 работи. Значи тој е веќе бректру, пошто едно од омилените мрежи моја лична LinkedIn. Крај. Да. За мене тоа е тоа Едно од поквалитетните мрежи. Иако нели, ако мора покрај технологијата, онлайн учењето и така натаму, дефинитивно се многу значени за континуиран развој на една личност. И маркетер. Многу интересна работа и морам да се надоврзам за тоа околу нас. Често луѓето кај нас, оке, нема доволно голема култура за настани, нели треба тоа да го развиеме, вие тоа го развивате со евентика, јас се трудам нешто на помало ниво нормално да го развиеме. И тоа истото им го кажам на секој ден, што ќе направам, јас сега што ќе научам. Еве Немања кој беше претходниот, имав повеќе такви. Му викам, човекот има харизма, збори, има предавање од 3 сати без да пие вода. Значи самиот тој момент кога ќе видиш, ти прво ќе си замислиш, ова е стварно некој левел, овој постои како левел. Второ, 2 фори да се излечем онака по улички жаргон, 2 фори ти да прифатиш и утре ќе ги употребиш. Ние сме луѓе, нели секој ден имаш состаноци со луѓе, во некоја околина функционираш. 2 од тие работи да искористиш, па нели вреди тоа за картата? Апсолутно. Нема ли со тие 2 работи да се издигнеш во ситуација да покажеш некое добро лице? Толку. Ништо поише од тоа. Да не зборам нетворкингот и све. Да бидеш мудар. Како Да да бидеш мудар. Како да ги употребиш. Да, и на правото место, знаеш, не е И во да си. правото време. Да, дефинитивно. Не е ни на секој Да, и место. тоа веројатно доаѓа и со годините, и со искуството, и со вако дефинитивно многу е важно. Да. Настани иначе прекрасна работа у секој А Македонија предвижува да работи што е многу супер. Да, и многу е супер, Димитар, само и тоа исто морам да го спомнам за луѓе, пошто гледам дека и доста луѓе сакаат да коментираат од некое трето лице, сакаат да наоѓаат мани и само да скренам внимание на тебе, на Владко, на Филип, на Огнен, што исто така се бавите со евенти и колку имам поддршка јас од стартот и тоа сакам малце на една слика да им се представи на луѓето што често нели се кај нас овие се хейтат, ова се хейтат, да им кажам дека всушност не е таква целата работа и дека ако си упорен, дека ќе се споиш со правите луѓе како јас имав можност да учам од вас, од Владко да ми помага и слично и дека не се сите луѓе пресуетни и нели не е тој менталитет ние што си го имаме зацртано дека постои кај нас, дека не е всушност вистина и дека може сите заедно да идеме напред. И тоа е мислам најбитната порака да што сам јас лично да ја кажам. Like-minded. Фала ви за тоа, да. Добре дојден си во секое време, изразот е like-minded people. Дефинитивно. Бидејќи се е некако, знаеш, често луѓето одат на таа страна, денес нема воопшто нели ни да се осврнуваме, битно е сите по некој процент да растеме. Знаеш, се ти е јасно и тебе. Лидерство, like-minded people, многу фрази има. Сега публиката може ќе ме разбере, некој може нешто сакам да кажам позадина, подлабоко малку, ама тоа е во основа тоа е тоа. Генерално квалитетот се препознава и тој исплива на површина вака или онака порано покасно, нели фокус, упорност, истреност, сите тие епитети кои што сите ги имаме во една или во друга ситуација пошто на собствен грб. Кога сме биле упорни, фокусирани, истрени, со желба и така натаму. Секој видел нешто резултат од тоа. Да. Спомнавме факултетот, сега сакам со вториот сегмент од твојот живот, нели првично професор, второ партнер во Pixel, една од најголемите маркетинг агенции кај нас. Ајде на кратко и таа тема да поминеме. Маркетинг, сцената кај нас, сцената маркетинг агенции, како ти изгледа тој пазар моментално, што забележуваш? Вие сте на пазарот, ако не се лажам, 13-та година? Да. Оваа година е 13-ка. Да. Како се смени тоа пред 13 години од денес? Ајде некоја ретроспектива на овие 13 години во Pixel. Како се смени? Генерално пазарот е доста динамичен, имаше едно истражување, баш Огнен го презентираше околу пазаров на агенции маркетинг што се на случува. Socialize предавањето. Да, како се дешава и таму беа добро истакнати бројките, негде таа објавена, мислам на сајтот дека објавена таа студија. Генерално пазарот е доста сатуриран, доста има играчи, што големи така и помали. И генерално на почетокот се делеа традиционални агенции и дигитални агенции. Зборам 15 години, 20 години и сега традиционални агенции почна да абсорбираат и дигитални аспекти на работење, бидејќи мора, така го наложуваше пазарот, овие дигиталниве, има клиенти кои што им бара оддадош да ги обслужат со сите аспекти на маркетингот и традиционален дигитален и они почнаа да додаваат услуги и во еден момент според мене на пазарот така дојде некако како преклопување.
помеѓу традиционално повеќе спаѓа во PR агенции кога кажам традиционален зборам го работат оној сегмент кој што е BTL, сите активности, медиа баингот, закупот на простори и вако кај класичниот маркетинг стратегии, видео реклами и така натаму. Но нека дигитално, нели фокусот беше на почетокот само дигитални канали, социјал медија, да. И сега во денешно време како пазарот се уште постојат тие што се поголеми играчи, да кажем, кои што се со лиценца од надвор од земјата, со франшиза. Да, со франшиза и кои што абсорбираат доста голем дел од поголеми клиенти, тоа го носи самата франшиза и тежината и така натаму. И од друга страна има многу нови, ги споменав пред малку, дели се некои што биле и мои студенти кои што пробуваат да функционираат на пазарот и тие мора, за да успеат на пазарот, мора да бидат на просторот каде што делот кој што е за нив. И многу често во последните години тие такви агенции се кои што се фокусираат на видео, контент, само фокусиран во тој дел, бидејќи знаеш ти си во таа вакво генерално доста е тешко и доста е скапо, ама се веќе со ја и се релативизира продукцијата на видео аспекти. Имаме социјална мрежа која што спомнав пред 2 недели, тоа е TikTok. Има адвертайзинг и сега веќе тука имаш ти потреба за генерирање на доста видео контент, а не е баш така едноставно. Значи ти треба скрипта, ти треба сценарио, треба некака опрема тоа да го испродуцираш. Делува многу смешно и лесно. Да, делува смешно, ама не е баш така, нели? За да тоа има поготово за посериозен клиент. Да, изгледа и се појавува такви некои кои што го бараат тоа место под сонцето на македонското небо да функционираат и некои ќе успеат, некои нема, но на одлика на годиниве наназад е дека и тоа го покажа и ковидот, огромен удар им направи на овие традиционални кои што се занимаваа со ивенти, тоа све застана, па овие кои што беа во диджитал беше мајка за него, затоа што сите се свртеа према нив. Меѓутоа се по с ковид, до аспект генерално се враќа повторно нормалното функционирање на една маркетинг агенција. Она што ми е дека мора да бидат флексибилни и да може да брзо да се менуваат и да иновираат. Сега што е тешко во големи системи. Но тешко е, да, меѓутоа нели ако се откажеш од помислата дека не можеш, устарта кажеш не можеш, тогаш нема да се деси. Многу едноставно. Така да пазарот е доста интересен во Македонија, микс на аспекти. Во изминатите години некои од агенциите се затворија, 2-3 се затворија, така што важеа за доста по зборам Macedonian self-made. Се појави некои нови и така. Доста е динамично. А македонските клиенти како клиенти стануваат доста све, да кажем, по захтевни. Компаниите, што и нормално е, бидејќи многу брзо се минуваат работите и да. А тоа што важело пред 20 и пред 10 години важи денес, дека генерално ако нешто прво кога има некаква криза и негде има ситуација, прво се крати маркетинг, едукација, буџетот, па после не захвален сектор искрено. И од аспект на тоа и Огнен што имаше презентацијата, нели секој кога ќе му кажеш маркетинг за луѓе што не се во сферата е као easy money, ти правиш рекламче, нели цело време некој деминутив знам да се стаат работи за луѓе што не се запознаени, ама и презентацијата на Огнен се види дека и знаат често да бидат зезнати на платите и доста работи се уствари зезнати во оваа индустрија, како што спомнати се затвори и големи играчи. Значи не е баш ни толку едноставна како што изгледа вака на прво на некој што очигледно. Апсолутно, да. Мислам, има проблеми, секоја индустрија, знаеш, ние се збориме бидејќи нас не блиска таа индустрија, збориме, се кажуваме, а баба ми викаше Бог да ја прости, секоја планина своја тежина. Сега нас не тежи тежина оваа планина на друга индустрија, нели? Ама генерално сигурно со суровини, имат нема суровини, другите па царини па не знам. Али генерално има предизвици. И не е easy money во никој случај. И оној момент, ако немаш проблеми во работење на компанијата, имаш сериозен проблем според мен. Тоа е најголемиот проблем. Тоа е најголемиот проблем. Така да мене тоа не ме изненада, ниту ме плаши. Битно е да имаш добар тим, добра екипа, да имаш добри клиенти со кои што градиш релација, доверба, за да може тоа да функционира и ако тоа се овие сплет на околности може да движат работите. Сега така ги фативме двата сегменти од твојот професионален живот, се уште да заокружиме, ме интересира со
целиот баланс ти како го правиш, пошто знам дека си на страна и човек кој сака да се дружи, кој е расположен, кој сака спортува, секој са бајле си на водно. Ме интересира како балансираш меѓу овие работи, обврски, притисок, како влие тоа на тебе? Прашете ја жена ми. Значи мора помош сериозно. Да, татко на 2 деца, да, и срекно оженет. Генерално има предизвици. Има и делува доста. Не, така е, дефинитивно има предизвици, тој целиот процес, меѓутоа мора да се најде баланс. Мора да се најде разбирање со партнерот со кој што си го одбрал да градиш иднина, за кажем на приватно поле, во што спротивно нема да може да се реализираат работите. Така да има предизвици, тешко е, меѓутоа како да кажам, тие се годините каде што сега треба да се даде максималниот допринос за ова општество, за оваа земја, а наградата само ќе дојде. Така да нема зошто да се со некаква задршка да се движат работите за можеби некаква иднина надале. Така да не знам дали ти конкретно ти одговорам прашањето, ама тој успееш да ги хендлаш, бидејќи доста вака од страна и пред почетокот зборевме, имаш одговорна работа со студенти. Ја можев да видам како изгледа тоа кај тебе во канцеларија. Реално студентите се пуни со енергија и сите доаѓаат, нормално професорот и со некој начин имаш иначе гениални студенти, ја многу се напунив со енергија, некако видов нели од некој и од надвор од Скопје, нели од провинција, желни некако и заработат и за тоа веројатно колку е убаво во почеток сигурно и одзима енергија со толку луѓе со се. Од друга страна бизнисот што ни е сроден, тоа си е приказна за себе клиенти, поготово семејството, се уште не знам колку е предизвикувачки. Нели, квантитетот не дава квалитет. Имаш фокус во одредени сегменти во одредено време, и туку сме го сетиле сите веројатно на сопствена кожа тоа. Ја така и функционира. Мене, нели, прва љубов ми е факултетот и тука безрезервно се давам за студентите во однос на другите аспекти, другите работи, бараш like-minded people, креираш нетворк мрежи каде што тоа во синергија да функционира. Споменав синергијата, нели, пред на почетокот, може да функционира. Бидејќи тоа што јас како индивидуа сам можам да го направам, заедно со тебе, е веројатно 4 пати повеќе од колку ја и ти индивидуално сами ќе го направиме. И нема како поинаку. И она што многу ме радува, баш го коментирав со едни пријатели, гледам и поготово во мојата генерација, во моето окружување на која генерација беше, извините, точно? 83. 1983, полни 42 години. И во мојата генерација нешто што не било одлика веројатно кај моите родители, има многу компании каде што има партнерства, каде што има вако се спојување се врзуваат. Да, мината недела имав доручек со еден драг пријател, исто и он ми кажува прави спојување со овој, па прави поврзување со ова, па има вако бенефит, вака размислува вака, сакам да кажам веројатно одлика на времето и на генерацијата. Дефинитивно. Интересен сегмент, баш преска на истава тема зборев со пријател, сега ти ја отвори случајно околу тоа дека веќе спојување се забележуваат и на многу повисоко ниво, што е дури чудно и во разни сектори. Не знам дали било ти, може да се сеќаш од прво, мене претпоставам дека не било во таа мера како сега да се функционира на партнерство. Ама гледа, македонската економија може би било полесно да се функционира сам од таа причина или не знам. Македонската економија реално во ваков облик функционира од 90. Да. Да, значи немаше банка 89-88, имаше може и покасно дури со ДДВ. Сок банка се викаше. Не знам, сега гледачите му припостави. Немаше банка вака, експозитив. Мислам како да кажем. Сок банка. Сок банка и тоа беше државна каде што имаше сите пари таму. Да, функционираше, не знам ја, реално дете бев тогаш, не вако, меѓутоа знам кога се отвори ајде да кажем мојата фамилија, де факто татко ми на некој начин бил и предприемач. Ако добро се сеќам, во една од првите банки што се отворија 91 година, татко беше клиент број 4. Значи прв, втор, четврт, што отворил сметка во самостојување и оформување на платен систем во Македонија. И сега кога имаш ти, да се вратам на поедно прашањето или мислела што беше, кога имаш ти таков систем и млада економија, веројатно со тек на времето ние ќе нормално е да сме некој круг да ќе иде напред, некои работи ќе се развиваат и гледај. Па ќе кажам, според мене во позадината
Синергијата е многу поголема од индивидуализмот. Тоа што заедно можеме да правиме, ако ние сме like-minded, имаме иста цел, имаме поклопување на интересите, желби, нема зошто ние да не работиме да креираме нешто што ќе даде бенефит за нас, за околината, за Македонија. Супер, мислам дека ова беше супер порака и за крај и мислам дека ако треба нешто да извадат овој подкаст, нека бидат последните 20 секунди на тема синергија, како сите може заедно во сродни индустрии, во различни, да се најдеме на некој заедничка маса и да направиме нешто стварно добро и веќе да не бараме кривци, него да ја вложиме енергијата во себе и во добри работи. Со Господ напред. Со Господ и напред. Здравје. Сам да ти се благодарам, беше гостин, ова е на некој, јас си ги сметам сите јубилејни на 5 и на 10, значи на некој начин беше јубилејна. 55 јубилеј. 55-та епизода. Ми беше чест конечно да бидеш мој гостин. Се надам дека си помина добро. 1 саат зборим, иначе не знам колку брзо. За тоа прекинувам, да. 1 саат, скоро 1 саат сме лайв. Ти благодарам, задоволството е обострано, задоволството е мое и се надевам на уште многу синергија, уште многу плодни соработки и те чекам на економски со ново предавање. Обавезно. Сега во овој момент сакам да се заблагодарам и до сите вас кои останавте со нас. Речиси 1 час. Мислам дека со Димитар денес бевме конструктивни, офативме некои интересни теми, испративме порака која верувам дека треба да допре до што повеќе од вас. Тоа е тоа од мене. До следно гледање, пријатно. Пријатно. Сите ги завршувам со бокче. Така. Да, сите вака со. Да.